Државата тоне во проблеми и корупција, но власта лажно ги прикажува розевите агли на извештајот на Американскиот Стейт Департмент за состојбата во Македонија. Дециден е лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, објаснувајќи ги подробно точките во извештајот. Според него дел од медиумите блиски до власта нашле поблаги форми да ја прикажат подобрата страна за состојбите, која била спротивна од тешкиот живот за секој граѓанин. Законите за борба против корупцијата се слаби и селективно насочени, тврди Мицкоски. Во извештајот имало веродостојни обвинувања за корупција при спроведувањето на законите, судството и многу други сектори. Во извештајот на Стейт Департментот стои дека многу бизниси кои работат, вклучително и некои американски бизниси, идентификуваа корупцијата како проблем во владините тендери во судството. Според извештајот за деловно работење на Светска банка, Македонија е на 78-то место во светот за започнување бизнис. Стейт Департмент укажува на, цитирам, бизнисите отпуштаа вработени, државата назадува 31 место на Doing Business, корупцијата останува проблем, спроведувањето на законите за борба против корупцијата е слабо и селективно. И извештајот на неделникот Економист, како што вели Мицкоски, покажува поразителни резултати. Во индексот на демократија Македонија е во ист кош со Ботсвана и Сенегал како хибриден режим. А според индексот на корупција на Transparency International, рангирана е на 106-то место од 180 земји во светот, пад од 13 места споредено со минатата година.